Грчките кредитори отворено ги отворилија повиците од новата конзервативна влада за олеснување на драконските буџетски услови, договорени како дел од програмата за спасување. Лидерот на Нова демократија, Киријакос Мицотакис, кој вчера положи заклетва како нов премиер на Грција, вети дека ќе ги намали даноците и ќе преговара со меѓународните кредитори за нови услови за добивање кредити. Но министрите за финансии на еврозоната по вчерашниот состанок во Брисел порачаа дека клучните цели, веќе договорени со Атина, нема да бидат променети. Commitments are commitments, and if we break those, credibility is the first thing to fall apart, and this brings about a lack of confidence, investment. Грција во минатото лето го заврши својот трет последователен меѓународен финансиски пакет. Станува збор за мерки кои ја спасија Грција да не излезе од еврозоната и кои го одложија грчкиот банкрот, но исто така ги продлабочија сиромаштијата и невработеноста во земјата. Мицотакис, чиј покоен татко, Константин Мицотакис, беше грчки премиер во почетокот од 90-тите години, вети дека ќе ја направи Грција поддостапна за бизнисот со намалување на даноците и на бирократијата. Но неговата нова влада се соочува со притисок од финансиските предизвици, вклучувајќи го и националниот долг што надминува 180% од бруто домашниот производ. Серафим Сеферијадес, универзитетски професор по политички науки, очекува да види построги мерки за штедење и повторни приватизации. I think it's going to be more conscious, more harsh austerity, the Baltic states model, which involves, privatizations, a curtailment of labor rights, the expectation that if you give privileges to the upper classes is going to create growth. Сеферијадес вели дека јавноста ја казнила Сириза, која претходно ја имаше владата во Грција, но од идеите на левицата сигурно повторно ќе се појават.